Власта постојано предупредува и најавува ригорозни санкции за пироманите, но тоа како да не допира до нив. Во еден ден фатени тројца предизвикувачи на пожари. Во Скопско Кондово, 42 годишен маж за кој на медиумите осамна видео, во 9 часот изутринава со бензин посипува паркиран Мерцедес и го пали. На видеото се гледа како по избувнувањето на пожарот тој се дава во бегство. Сепак полицијата го уапси и веќе му е одреден притвор во трајање од 8 дена. На 29.2025 полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода АГ 35 од село Кондово, Скопско, затоа што истиот ден околу 9 часот во Кондово со употреба на бензин го запалил патничкото возило Мерцедес со скопски регистрацијски ознаки, сопственост на ШГ 51 од село Кондово. СВР Скопје против АГ поднесе кривична пријава за сторено кривично дело предизвикување општа опасност по член 288 од К3, а од страна на судија на претходната постапка при Основен кривичен суд Скопје одредена му е мерка притвор во трајање од 8 дена. Во Горно Нерези пак, двајца турски државјани работеле со апарат за заварување и предизвикале пожар. Огнената стихија изгасната и за среќа нема повредени. Двајцата се лишени од слобода и за случајот ќе следува соодветна пријава. Во Тетовското село пак Чифлик, 70 годишен жител, решил да ја чисти својата нива и ја запалил собраната сува трева. Пламнал пожар, пошто веднаш бил изгаснат. Тој е приведен во полициска станица, а по документирање на случајот ќе добие и соодветна пријава. Не само во Западна Македонија, гореше и во струмичкото село Василево, откако 42 годишен маж подметнал пожар на нива со сува вегетација. Од страна на противпожарната единица од Струмица пожарот бил изгаснат, а за среќа нема повредени. Увид на местото извршиле увидна екипа на СВР Струмица и инспектор за пожари. Пироманот е задржан во полициска станица Струмица и за настанот е повикан јавен обвинител од основното јавно обвинителство во Струмица. Откако ќе заврши увидот, подпалувачот на пожарот ќе се соочи и со кривична одговорност. Инаку, изминатата недела гореа депонии и отпади околу Скопје. Пожарите во Вардариште и Трубарево за еден ден беа ставени под контрола, а во Дрисла се подпалуваа пожари повеќе денови, при што предизвикуваа чад и ужасна миризба во Скопје. Власта се сомнeva дека пожарите синхронизирано се подпалуваат за да предизвикаат хаос во предизборието на предстојните локални избори. Сомнеш дека зад пожарите во депониите стои човечки фактор, фрла и тоа што покрај Дрисла, Вардариште и Трубарево, кои гореа во речист ист период, во текот на летото неколку пати гореше и депонијата на патот Визбегово Шутооризари, а минативе месеци сведоци бевме на шумските пожари, каде што пронајдени беа гуми облеани со бензин, како и палети кои би предизвикале побрзо разгорување на огнената стихија.